Од денес нема да бидам толку глуп како до сега. Ја понекоја се правам глуп, затоа што сметам дека треба да припаднам на поширокото братство во светот, па затоа мора да се прилагодувам понекад, но тоа е тоа. Но, кога ќе чујам работа дека некоја будала напишала концепција нова за образование, у која што се изфрлени хуманистичките предмети, науки, како филозофија, етика, социологија, не знам што све има тамо, уопште не ни пратам што све има, но предпоставувам овие работи, пошто се хуманистички науки. Кога ќе чујам дека некоја будала направила концепција, кај што се изфрлаат овие науки од основно или средно училиште, значи, одма ми престанува желбата и понатаму да глумам глуп Август, тоест да бидам глуп. Еден од моите омилени филозофи во младоста, иако јас сум глумец, глумците обично ги сматраа за луѓе поглупи од режисерите, демек режисерите се образувале, читале, имале пошироки хоризонти, ово она, а глумците поглупи, пошто практична работа, нели, глума на сцена. Тоа беше еден од најидиотските митови што сум го слушнал, затоа што ја уште пред да станам глумец, јеби га, не знам од кај ми дојде тоа, веројатно појма немам, сум гледал дома од блиски некој. Сум читал као луд. Затоа сум сега луд. И затоа понекад се правам глуп. Еден од моите омилени филозофи покрај некој од античките бил Имануел Кант. Ова е критика на практичниот ум, а ова е неговата книга Критика на чистиот ум. Што вели у еден дел? Пошто е најпознат, по која реплика е рецимо најпознат Кант, да ви кажам. Не е тоа реплика на некоја како ги викаат овие инфлуенсерки, што рекламира муда од лабуда по Фейсбук и мисли дека е голем филозоф или е голема филозофска и дека не знам какви чуда прави, интелектуални. Едно од неговите најголеми мисли е, за да се надоврзам да приказнава, вели, рекол одеднаш така некој го удрил со мокра чорапа, изгледа тој Кант и вака, која направил, рекол, моралните принципи во мене, звезденото небо над мене. Глуп ли бил што кажал така? И овде напишал во еден заклучок во својата книга Критика на практичниот ум, рекол: чистиот ум е практичен, а ја велам доколку го има нели чистиот ум, но го цитирам. Чистиот ум е практичен и му дава на човекот еден сеопшт закон, кој го нарекуваме морален закон. Говеда глупи, што ви паѓаат глупи идеи на паметното образование, со децении ви паѓаат глупи идеи на памет. Ги изфрлите ли хуманистичките науки, филозофија, етика и така натаму, вие сте се посрале на сите морални принципи кои иоле икогаш, кои што од секогаш ќе речам биле дел од човековиот дух. Впрочем, големите религиски книги, Библијата, Коранот, Талмудот и така натаму, и овие индискиве и се полни со моралните принципи. Со тие морални принципи, тие основни морални начала. Зошто? Од една проста причина, да светот не западне во хаос, да светот не се доведе во катастрофа, да човекот како единка не дојде до ситуација да го допре дното, да си го уништи својот живот, да го уништи животот на некои негови блиски, животот на пошироката околина. Затоа постојат тие морални принципи. И сега вие, ако ги протерате, конкретно низ етиката, кај што
се учат тие морални начела и принципи. Вие сте направиле злосторство против човештвото, многу сум конкретен и точен. Значи ова не го кажам произволно. Правите злосторство против човештвото, точка. Зашто тие, што ќе ги ускратите, тие генерации, што ќе ги ускратите од правото да учат филозофија и етика, ќе станат најобична стока. Ќе ги овчоизирате. Ќе ги ставите во бачила. Тој утре нема да знае да разликува црно од бело. Тргнете ја логиката од образованието, филозофијата, етиката. Сте направили од тие луѓе овци. Нема да знае да направи разлика помеѓу добро и зло. Токму затоа постојат тие морални принципи, затоа Кант рекол моралните принципи во мене и звезденото небо над мене. Тоа е формулата за високи дострели, за здрав живот, за така натаму и така натаму. Шо треба да направите? Зошто сте толку глупави да правиме муабет на оваа факинг тема, што не треба воопшто да се прави муабет? И дури и во ова време, замислете. Кај времево? Е време, не време. Време на контаминирани умови. Време на индивидуи кои што лутаат, кои што не знаат кај се, не знаат кај одат, не знаат зошто се, филозофското прашање. Не знаат што се и не знаат зошто се. И вие во една таква компилација на идиотизам и кретенизам и дебилизам што постои во светот, ви паја на памет да тргате хуманистички науки од образованието, од основните, средните училишта, не знам уште од каде. Не сум баш добро запознан од каде све ќе ги тргнете. Ќе ја тргнете етиката од школството. Етика ќе тргнете, шо ќе воведете? Старлетика? Пошо малце цуриве млади се прцаат со дилери, со тајкуни за 2 цртки дрога по кафичиве, па уште вие со тој предмет старлетика или курвинизација уште научно ќе им објасните како тоа треба да го прават. Наместо да делувате контра. Наместо да појачате, да засилите тие предмети, да ги направите побитни, хуманистичките. Самиот збор ви кажува хуманистички, хуманизам, процвет, како да кажам, процветување на духот, можност, способност да гледаш зад завесата, зад чадот што ти го сервира околината, животот, политиката, да можеш разумно да го употребиш овој орган тука што го имаш, да разликуваш вистина од невистина, манипулација од афирмација, што од што. Ја избришете ли границата кај луѓето во глава, да не може да проценат што е добро, што е лошо? Вие сте уништиле цела заедница, сте ја турнале во хаос. За ова треба да правиме муабет денес, во ова факинг невреме. Ја да седам тука ко мајмун, овие книгиве позади, ебе ми матер, што уопште ги читав, што се заебав да знаев дека ќе... Јас затоа више не читам 3 години, ни книги пишувам више. 3 години ја сум седнал 2 збора да напишам. Ми се гади, токму затоа почнав и вакви видеоролни да правам со паламудење, само да не куцкам, да не пишем. Кај децава не читаат, немаат фатено книга у рака. Па и тие што фаќаат книга во рака, џомити, читаат глупости. Глупости! Еве, дзирнете си дома. Влезете кај било кој дома, сте виделе книга некаде по полици.
У мое време барко ќе влезевме у некој стан, барем ги имаше оние порегали стајни на метар Ленин, Јосип Броз Тито. Јас да стоја како излог тука, како експонати, како што стоеше вазната со цвеќе на телевизорот, како што стоеше ова она, ама барем ќе влезеш во секоја куќа, книга ќе видиш, во секој стан. Дали разбирате, глупаци едни, за шо ви зборам? Мислам на оние конкретно кои што сега ги критикувам, немојте да мислите на цела Facebook заедница дека мислам со оваа псовка. Влезете сега у било кој стан некаде, било каде. Поготово кога вие од високово добро утро влезете, една факинг книга нема да видите. И ако видите книга, ќе видите некоја книга од типов јади, епкај ме, уживај, или како се викаше таму, не е битно да не ја цитирам, или девојчето со, или девојката со позлатен прслук, или мадето од Петел што тргна да купува Ферари, или да краде Ферари. Такви глупости ќе најдете. Кант, нема да го најдете. Кierkegaard, данскиот Сократ, нема нигде да го најдете у таква библиотека. Освен у ретки случаи, таков стан, мислам, не библиотека, они немаат библиотеки. Ај, што оглупе, населението оглупе за 30 години. Ама вие што сте од образование, бе, кај зимавте дипломи, бе, да ви ебам све по список да ви ебам? Кај зимавте дипломи, у Мала Речица? Каде, бе, ги купуевте дипломи, бе? Па малце мозок да имаш. Нема да ти текне ни на крајна памет, ни у најлош кошмар нема да ти текне да исфрлиш хуманисти, да правиш концепција за образование у кое што ке нема у програмата хуманистички науки. Па дали сте луди, бе, вие? Се серете на цела цивилизација, на сите можни филозофии од пичке си матери на времењето. Ние ЛГБТ што шетале по Атина и што филозофирали и кажувале паметни работи, Сократ, Платон, итн. Епикур, итн. Епикур, мислам. Така се викаше типот, немојте сега да мислите дека нешто се заебам. Епикур. Па кроз таа азиската школа на филозофија, арапската школа на филозофија, па се до преку средниот век, ренесансата, овие што беа после тоа во барокот и така натаму и така натаму. До ден денешен. Па глупи ли биле во човечка цивилизација? Глупа ли била што пишувале книги, филозофија, етика, што читале, што имале просветителство, што ова, што она, што имале школи, што... Глуп ли биле нашиве Кирил и Методи, што азбука смислуеле? Глупи ли биле? Шо треба бе да учат децата у средно школа и у основно? Како да прават пари? Тоа треба да учат. Како да станат алчни? Како да станат неумерени? Како да бидат напнати? Лошо. Кај сме лошо дизајнирани како човечки род. Кај вие уште сега, уште ги дорасипуете фабричкиве грешки наместо да ги отстрануете. Со овој потек. Големината на хуманистичките науки, како што кажу и самиот збор, е тоа што ве учат на умереност. Тоа што ве учат да гледате во фазон. Во фазон 50 нијанси на сиво, 100 нијанси на сиво. Да не биде во вашиот мозок све или црно или бело, па да бидете лесно лажени, лесно манипулирани од разни структури на моќ и така натаму и така натаму. Тоа е поентата. Да станете мислечки суштества, критички суштества. Значи, кај ќе развиете критички ум, да можете да ги согледувате работите, да проникнувате во нив, да правите разлика. Најбитната разлика што треба да правите, како што реков, меѓу доброто и злото. А
Тоа е поентата на цела оваа последни 3-4 декади на светските наративи од што доаѓаат од западниот свет. Ви ја бришат несвесно за вас границата помеѓу доброто и злото. Ги релативизираат и доброто и злото. Го релативизираат злото, поточно сакам да кажам. Затоа веќе не можете да правите разлика помеѓу добро и зло. Затоа за вас сите се исти, све е исто, све е ова, све. Затоа што некој претходно со години преку образованието ви ги релативизирал по имите. Како што сега џубрено од СДС, онаа Малана, како се викаше, што беше министерка за образование, што ви ги релативизираше разликите меѓу нормалност и ненормалност. Кога ви збореше дека кога требаше да учите образование, мислам сега љубовта е универзална, што е битно дали ќе споделиш со маж, жена, дете или животно. Тоа е релативизација. Тоа ви е целокупниот наратив што доаѓаше од Запад последниве 20 години, 15-20 години. И сега некои будали, кај живееме у време кога диагнозите, менталните, најтешки диагнози излегоа на површина како совршена нормалност, кај што на пријател мој, добар, брат му у Канада, не е битно каде, работи као у образовен процес, пример зборам, значи ова не е се вистински имињава нормално. Ѓурѓо, стани! Ѓурѓо, не стано. Ѓурѓо, тебе ти зборам, стани, не стано. Ѓурѓо, шо ти ме слушаш ти, имаш проблем некој? И Ѓурѓо вика, кого мене ми се обраќате, наставник? Да, вика Ѓурѓо тебе. Ама чекајте, имате грешка, не сум Ѓурѓо? Како не си Ѓурѓо, чуп, која си? Јас сум мачка. Ова е жива вистина. Не е ова само што гледаме по Фейсбука, и тоа е вистина што гледаме кога пуштаат некои клипови на TikTok-от тамо, вакви случаи што има вака. Прст на слепоочница, на чело, стајте го у гс, ако сакате, стајте си го, ама размислете. И ако више некоја будала е решена да прави ваква работа, тогаш ќе си отворите академска дебата. Да дојдат тамо луѓе од познати професори, универзитетски, вакви, онакви наставници од основно, професори од средно, па чујте го нивното мислење. Консултирајте се. Сватете на лице место зошто сте идиоти. И како можело на памет да ви падне таква идиотска идеја. Освен ако некој не ви ја бризгал од некаде од надвор. Па да ви рекол, види, во духот на европските вредности е да ги тргнете сите хуманистички науки од образовниот процес, од образованието, за да можеме полесно да ве клецаме од позади. И уште да викате, леле, шубаво не клецате. Или што е уште потрагично, да не бидете свесни дека сте клецани. Тоа е најтрагичното од све. Ај сега. Догледај.